Така сме се наредили, бе. Да гледай как е това, бе. Елате по-наблизо, ако искате. Да направим една обща снимка. Прокарям присъстващите да дадем една минута мълчание, да паднем на коленете. Аз на грабо плеча. Давам думата на Митко Иванов. Да каже няколко думи. Снимай. Снимай само оди близко. От родници клети, нищожни от трепки, от майка проклети да бъдете навеки. От нашата кръста, ние всички се кръстим и сите сме гости. Направени по-благи християнски чеда, сам апостол Павле и Христос ни гледа. А тогава, къде бея бугарите ваши, на Тангра се молея скитащия паши. Върдете се, братя, елате при нас, турете на рака своят компас, турете на сърца раците свои, българин, сърбин или гъркът ви спой. Дърво без корен, ке вей не се знай, на стълб от позорен, ке висиш по край. Браво! Скъпи братя македонци, много ми е драго, дека много често се събираме, за да дадем почет на загиналите за нашата мила Македония. Има много показатели за културата,
за цивилизоваността на един народ или каквото е друго общество. Един от тия е отношението към мъртвите. Ваше повече това важи, кога станува сбор за коварно организиран погром, не върху един или двайца, тук върху цялото ръководство на левицата на ВМРО, позната како серска група. На 12 срещу 13 септември 1924 година, вместо очакваното, обещаното обединение от кръволога Ванче Михайлов, се извършва погром. Самият той, тръгнал от София за Благоевград, тогавашната Джумая, стига до Дупница и казва: заболеме коремо, и се връща обратно в София. Той никога не е отивал да пуща куршуми там, дето можеха да му ги върнат обратно. И така, на 12 срещу 14 септември, наречена Вартоломеева нощ, се извършва погрома върху левицата на Македонското освободително движение. Същата нощ и в близките 2-3 дена само в Горно Джумайско са избити повече от 180 активисти, за да продължи следващите денови и години до общата бройка да достигне близо 2000, което значи, че бяха физически ликвидирани сите уния, които се противопоставиха на българската лъжа пропаганда, останувайки верни на Македония и идеите на Гоце, Даме и Яне. Скъпи приятели, именно за това 12 септември е определен за ден на геноцида връз македонците. И ние всеки септември го почитуваме. Но според мене ние не трябва да почитуваме само деновете на загиването на нашите герои, а трябва да почитуваме и деновете на раждането им, на нашите велики визионери, идеолози. И така, почитайки паметта им, а споменувайки го и денът на раждането, ние всъщност я продължуваме нимната борба. Преди години нас не спираха в началото на демокрацията, когато тръгнувахме за гробът на Яне, за Самуилова крепост и други места. Арестуваха не, глобяваха не, биеха не, но ние не клекнахме. И никога няма да клекнем. Ние си почитаме нашите герои, а нашите негатори, нека си ги почитат нимните герои в лукавички. Това са главорезите и убийците от 12 септември 24 година и от 19 май 34 година. Ако сакат, нека се опитат да го направят за голям герой. Ванче Михайлов, а всъщност кръволог и убиец. Скъпи приятели, драги истински македонци, живеем в земя, покрай и сред изкуствено, вещашки създаден народ. Тия, не можейки да се освободят от старите митове, ни наметна и нас, македонците, а именно, че ние македонците и македонската нация сме производни на старите комунистически лидери и нимната коминтерна, но никогашни сбор непоследователността на старите комунисти, посебно на тия от БКП, начало с шовиниста Бодо Живков. Той е мит, както и другите, се руши, убива сам от себе си. Защо, ако имаше нещо верност на това, ти ако не да ви издигат мемориал, барем един обичан памет. И така, ние днес, събрани тук по покана на Омо, Илинден, Пирин, да почетем паметта на героите, наш достоен, наш морален дълг е да побараме прошка от нив. Защо и ние не поминахме така достойно, како нимния живот? Тоест,
дури и по закана за физическо унищожување, не треба да изневеруваме на нашата татковина, нашата премила Македонија. Благодаря за вниманието. Всички македонски движения. Една поправка да направим, јас не бех информиран. Значи поканата не е само од овој Линден Пирин, а и од овој Линден, а и всички други македонски организации и сдруженија. Така че поканата е од всички македонски организации. Извинявам се за грешката, не бех информиран. Ние искаме да поканим всички в клуба, да видят къде е клуба. Част от вас са се зафарили. Тръгват от тук в посока на гарата. На първо, на кръговото имат весел завой. Отиват на второто кръгово. От него тръгват улицата посока за София. И при високия блок има улица, която е за гарата. Широка голема улица Марица. Влиза се по Марица и там има веднага има паркинг, където намерите места паркирате. Сега. Строен район. Искахме да дадем думата на нашия гост. Не можев да не, иако така стана мала како забуна, меѓутоа јас самиот си побарав збор. Драги браќа и сестри, македонки и македонци од сите страни на етничка Македонија. Најнапред јас ви носам поздрави од Мелбурн, од Викторија. Ние соработуваме толку години со сите здруженија и со Омо Илинден, и со Омо Илинден Пирин, и со антички македонци, и со сите македонски здруженија. Ние си го сакаме нашиот македонски народ овде во Бугарија и многу ни е драго што нашите лидери со години правиме интервјуа на македонската радиопрограма во Мелбурн, Австралија, на Triple Z, 3x Z, и ги разменуваме ставовите наши и гледиштата околу македонското прашање, или бугарите што велат македонскиот въпрос. Јас сакам да ви честитам на вас, македонците во Пиринска Македонија, да ви честитам од срце, затоа што вие излеговте од сите нас, македонците, најспремни, најотпорни спрема сите оние што се негаторски пропаганди, закони и уставот. Вие најмногу дадовте отпор испрема така наречениот македонски-бугарски договор, каде што во тој договор, во член 11, не пишува дека има македонци во Бугарија. Јас не се грижам, да речам, за Бугарија, што тие не го признаваат македонското малцинство овде. Меѓутоа, пораката моја е до таа така наречена северна влада на Македонија, која се откажува од нас, македонците, овде во Пиринска Македонија. Значи, со член 11 и точките 5 и 6, каде што постои малцинство, дали има некакво малцинство, дали има некаков македонски народ овде, или луѓе кои имаат јазик македонски, култура, традиции и обичаи, во тој договор првичниот од 2017 година на 1 август беше потпишан со Бојко Борисов и Зоран Заев. Исто така ја сакам да го потенцирам членот 5, дека ние сме имале заедничка историја. Ние немаме заедничка историја, бугарскиот народ си е еден, македонскиот народ си е друг народ. Ние си имаме еден јазик, тие си имаат друг јазик. Ние плачиме на нашиот гроб, тие си плачат на нивниот гроб. Така да немаме ништо заедничко. Исто е тоа како јас често пати велам, една жена да роди едно дете од двајца мажи. Не може тоа да биде така.
Не може да имаат два народи, да имаат една култура. Не може Гоце Делчев да биде бугарски и да биде македонски. Гоце Делчев си се борил за Македонија, за македонските прашања, за македонската слобода и така натаму, наследувајќи го и македонското востание во Кресна, нели, пред тоа, па после Гоце Делчев, Јане Сандански, Даме Груев, па доаѓаат и оние погроми кои ги спомнавте од Ванчо Михајлов и дружината му, но се појавуваат тука, веројатно вие знаете дека Никола Парапунов се појавува, Иван Козарев, нели, со востанието во Втората светска војна, на почетокот на востанието, и Пиринскиот дел е еден од првите каде што се крева и македонскиот народ против фашизмот. А во тоа време знаеме ние сега Бугарија дека учествува на страната со цар Борис на германската страна, на фашистичката страна. Ние имавме исправната страна против фашизмот во светот. Сега со таа заедничка историја ќе се дојде да се поништи Илинденското востание и таа заедничка комисија што ја има за образование, предводена овде од бугарската страна и предводена од кај нас од македонската страна од Драги Георгиев. Таа заедничка комисија не може да го решава прашањето на македонскиот народ. Ние имаме плејада на историчари во Република Македонија и надвор од таму. Тука е и професорката Тодоровска, тука е и Гоце Панговски, а еве да кажам и јас. И јас сум еден од историчарите дека не може да имаме ние заедничка историја спрема договорот и не може ние да бидеме послушни на двајца или тројца послушници на Зоран Заев или од другата страна на Бојко Борисов и сега не знам кој е новиот премиер. Така сакам да испратам порака преку овој собир и поклонение и признание на паднатите борци, на оние македонци кои го дадоа својот живот за независна, слободна и обединета Македонија. Таја беше и целта и на Гоце Делчев. Ние се поклонуваме и пред Гоце Делчев, и пред Јане Сандански, и пред сите наши предходници кои се борат за независноста на Македонија, иако во овие моменти е многу тешко да стигнеме до тоа, меѓутоа не е многу тешко да имаме реципроцитет. Македонскиот народ овде да зборува македонски, да може да плачи на македонски, да може да погребува на македонски, да може да прави свадба на македонски, да може да учи на македонски и да се крсти на македонски и така натаму. Значи нас ни е забрането тоа. Зошто ни е забрането тоа ги знаеме политиките наназад. Не сакам повеќе да одам понатаму. Јас драго ми е што сум тука со вас од Мелбурн, од Австралија и да ве поздравам уште еднаш да се поклониме пред мислите на Гоце Делчев, пред делата на Гоце Делчев и почит за паднатите борци од сабјата или ножот на Ванчо Михајлов. Ви благодарам.